Почитувани гледачи, добар ден повторно од мене и добро дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Очи во очи. Во следните минути ќе имате можност да зборувате на тема која што е моментално актуелна, имено до овој момент започнува полицискиот час на цела територија на државата. Ова се најновите мерки кои што ги донесе владата на 36-та седница. Покрај овие ограничувања има и останати ограничувања кои што се однесуваат за пензионерите и за младите, односно за лицата над 67 годишна возраст се забранува движењето во текот на сите работни денови од понеделник до петок, освен во периодот од 10 часот до 12 часот. За младите лица до 18 години се забранува движењето во текот на сите работни денови од понеделник до петок, освен во периодот од 13 часот до 15 часот. За време на викендот се забранува движењето за сите граѓани од петок во 16 часот до 5 часот утрината во понеделник на целата територија на државите. Ограничувањата стапуваат на сила токму од денеска, од овој момент. За земјоделските активности дозволено е движење во рамки на територијата на селата, исклучиво за работни потреби. Потоа аптеките ќе работат непречено, а Министерството за здравство ќе изработи план за непречена работа и на здравствените установи. Исклучоците од забраната за движење важат за полицијата, армијата, здравствените работници и за маркетите и рестораните кои вршат достава на производи, при што тие своите ангажмани ќе ги реализираат непречено. Владата им препорача на општинските штабови во рамките на своите кризни активности да организираат достава на неопходните артикли до повозрасните лица и до лицата од ризичните групи. Значи, на седницата, односно на 36-та седница, владата ја усвои уредбата со која се уредува ограничување на правото на исплата на паричните паушали на извршните членови на одборите, на директори, парични наместоци на председатели, членови на управни и надзорни одбори, председателите и членовите на советите на единиците на локалната самоуправа и председателите и членовите на комисии, работни групи, советодавни експертски тела формирани од владата и органите на единиците на локалната власт, кои се истовремени вработени за време на трајање на вонредната состојба. Значи, ова е што се однесува до новиот полициски, односно новите поригорозни мерки кои што ги донесе владата на 36-та седница со цел на времено и успешно спречување на понатамошното ширење на вирусот COVID-19. Што се однесува до најновите информации околу заболените, значи, потврдени се 18 нови случаи на COVID-19, додека пак на клиниката за инфективни се извинувам и фебрилни состојби во Скопје почина едно лице од Куманово на возраст од 73 години. Во својот стан во Кавадарци е пронајдено починато лице на возраст од 44 години, кај кого постмртно е земен бриз и истиот вчера потврдил присуство на вирусот. И 27 годишната родилка од Куманово почина, а бебето е во стабилна состојба. Од клиниката за инфективни и фебрилни состојби во Скопје денеска се испишани 5 оздравени пациенти кои по 2 негативни контролни бриса во добра општа состојба заминуваат дома. На оваа клиника примени се 4 нови пациенти, во моментов се хоспитализирани вкупно 66 пациенти, од кои 7 пациенти се на механичка вентилација. Во болницата 8 септември примени се 4 нови суспектни пациенти на коронавирус. Вкупната бројка на позитивни и суспектни на COVID-19 во оваа болница е 26 пациенти, од кои 8 се во тешка состојба, 3 пациенти се на респираторна машина. Во болницата во Штип нема ново примени пациенти на болничко лекување. Во моментов се хоспитализирани 4 пациенти, од кои 1 пациент со средно тешка клиничка слика со пневмонија, се извинувам, и 3 стабилни. Во болницата во Битола исто така нема прием на нови пациенти. Во моментов 4 пациенти кои се на хоспитален третман се стабилни. Во изминатите 24 часа, како што рековме, регистрирани се 18 нови случаи позитивни на коронавирусот. По градови Скопје 7, Куманово 2, Прилеп 4, Битола 2, Кавадарци 1, кој што е починат, и Крушево 1 и Кочани 1. Со ова вкупната бројка на дијагностицирани пациенти со COVID-19 во нашата земја изнесува 617 лица. Тоа што се однесува до темата и до најновите информации кои што се поврзани со новите заболени, секако за жал и починати лица од COVID-19. До денеска при поригорозен полициски час се зголеми периодот на забрането движење. Дали имаме гледач на линија? Имате, добар ден. Добар ден, повелете, ве слушаме.
Мартина, овие мерки на владава се многу добри, значи. Добро. Да се проба вака 2 или 3 викенда. Времево е одлично од 15 до утре до 5 часа. Ако и тогаш, бидејќи сме неразбрана нација ние, не сите, 80% сме неразбрани, еве гледаме како фрча пријави на тие што излегува. Значи прекршува закон, тој закон да прекрши што е тежок прекршок. Тогаш да се воведи 3-неделен карантин на цела држава, ни влез, ни излез. Да се опоменат граѓаните пред 3-4 дена да си набават што треба, како треба. Бидејќи вака не оди. Казни само слушаме кои се тие што излегуваат толку. Што сака со тоа да постигнат тие. Против законот ќе одаje, не може против законот да се оди. Наредба е наредба. Да не стори на Темаго да дојди војна хунта, војската да биде, тогаш ќе се пука без пардон. Да, не дај Боже. Не дај Боже, па така е, Мартина. Тоа го знаеме ние постариве. Затоа ако не успеи со овој 3 нека има вакви викенди, а нека, како што реков, на 3-неделен карантин на цела Република Северна Македонија да се воведи. Инаку вака излегувате го заразил други и само бројов си расти. А ќе видиме дека понеделник со овај кој ќе види викендов, значи никој да не излегува, ќе нема ни еден заразен. Али па ќе се најди сепак некој да речиме. Еве во Скопје кој ќе излегувате и во Прилеп. Добро. Ви благодарам за вашето јавување. Помина вашите 2 минути на кои што можевте да зборувате и да го кажете вашето размислување. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Дали имаме гледач на линија? Од денеска по ригорозен полициски час се зголеми периодот на забрането движење, темата на која што можете да зборувате. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме, во програма сте. Па треба да се на некој начин да се проба да се заштитиме некако од ова. Еве некои држави низ Европата веќе се одлабавија, меѓутоа тие се капиталистички држави кои што одат на тоа да нивните капацитети што ги имат индустријски да работат пошто потом, меѓутоа кај нас нема што да работи. Например, ние во тој случај, во тој смисол, вистина губиме, меѓутоа не губиме колку тие што губат. Така да не е лошо ние барем да се заштедиме, човечкиот ресурс да си го задржиме, да си го имаме, да преживеат луѓето, да кој ќе стартува веќе, кој ќе помини ова криза, навистина да имаме луѓе кои што ќе работат и кои што ќе продолжат со работа на во нашите фабрики и се што имаме во цело стопанство. Така да движењето, ова забрането движење, ја уште една проба да видиме што ќе направиме со него. Направивме, еве, јас колку што гледам, има нешто, некој напредок, не е лошо, меѓутоа, очекувам уште поголем напредок, па понатаму ќе си се ослободиме. Што побрзо ќе напредуваме во таа работа, што побрзо ќе се ослободиме од вирусот, мислам, од делувањето. Сега не можеме тотално, 100%, меѓутоа, то побрзо ќе почнеме да живееме нормален живот. Јас мислам, ова не е ништо лошо. Освен сега на многу луѓе му пречи, па и мене на некој начин, Добро. Ви благодарам за јавувањето. Помина и вашите 2 минути, значи уште едно подсетување. Во оваа емисија имате можност 2 минути да зборувате. Пратете си го времето за да можете да се доискажете. Добар ден. Добар ден, гледач од Охрид. Повелете, ве слушаме. Благодарам. Па вака висиника треба да го поздравиме ово зголемување на часовите за
на полицискиот час. Меѓутоа, сепак и не ни е баш драго што мора да се стиснеме уште малце повеќе. Меѓутоа, ако сакаме да обстоиме, ако сакаме да избегнеме од оваа криза, и ако сакаме вирусот да го избркаме, само мора да бидеме дисциплинирани. Тоа се гледа колку повеќе ги заоструваме мерките околу тоа и гледаме дека сме на некое си ниво, не се зголемува премногу како што на други места се зголемува бројот на заразени, и затоа мислам треба да бидеме, што се вика, храбри, да издржиме и да го почитуваме тој ред. И сега овдека ние имаме многу недисциплинирани граѓани на државата, затоа што вирусот не ни е од овде. Вирусот ни го донесува тие што не се недисциплинирани. Доаѓа од некаде, што се вели, и заразен, место да остане дома, подпишува изјава дека ќе биде во самоизолација, а тие одат по гости, по шетање и така натака. Затоа мислам дека овој час требаше многу порано да биде зголемен, да се стесни тој простор на движење, да се стесни тој простор на комуницирање надвор од домот, и така само ние ќе си заштитиме и сопственото здравје, и здравјето на роднините, на пријателите, а најмногу ќе им помогнеме на медицинскиот персонал да остане што може повеќе здрав, затоа што тие поред што го заштитуваат својот живот, фактички го заштитуваат повеќе и нашиот живот, нашето здравје. Ние имаме примери дека многу здравствени работници се заразени и сега има мака мач со тоа. Овие што за мерки даваат резултат и треба да ги почитуваме. Благодарам што ме сослушате, поздрав. Благодарам и вас за јавувањето. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Се извинувам, само врска со темата од денеска поригорозен полицискиот час е зголеми периодот за забрането движење. Значи, сосема се согласувам со ова. За постарите лица порано треба да се заврши работата, ќе се излезат порано постарите лица, кој може, кој не може, нивните помлади, јас сум помлада личност, значи имам 30 на години, и значи може да се заврши се во рок од 2 сати. Ако не завршиш денеска, појдеш во банка, утре ќе завршиш, ќе испазариш. Ако сабота и недела, значи не работи, од петок до понеделник до 5 часот изутрина, значи ќе си ги обезбедиш намирниците и ќе си се обезбедиш. Ништо нема страшно да се случи. Значи, премногу паника се крева околу тоа, леле, што ќе се изнакупи, па фали ова, па фали она. Ништо не фали, само време мислиме дека ни фали. Затоа што, простете ми ни изразот, како пуштениот ланец. По бутици ваму едно ускратени и она ти реков ми рече. Значи, необходните работи сега овој период така треба да биде и така ќе биде. Значи, ако го почитуваме, самите се заштитуваме и оние кои ги сакаме, и по блиските и по широкиот круг на семејството, и една општа култура се стекнува, како во оваа вонредна состојба, тоа треба да продолжи и понатака како бон тон. И на самосвест, и на поштовање, и на соживот едни со други. И пред аптеки, и пред продавници. Ви благодарам што ме сослушавте. Господи, убав ден имај. Исто и ви имајте убав ден. Ви благодарам за јавувањето. Добар ден. Добар ден, Мартина. Повелете, ве слушаме. Ви се јавувам од северна соба на мојот стан, од нашата мила Македонија. Повелете. Морало секое јавување да се напомне Северна Македонија. Ке не се лутат грците. Ова, ќе кажам јас дека по мое се вика лади вода вручи. Ако има карантин, да кажеме месец дена, никакво излагање, може би ќе има некој резултат. Меѓутоа, ова што го правиме сега, по мое, без да се најде вакцина или лек, нема резултат. Зашто ќе кажете? Ако е некој човек заразен, па за тие 2 сата
тој што ќе прошета и ќе чека пред банките или пред продавниците, сигурно тој ќе зарази 10 души. Тие 10 души дома ќе си ги заразат фамилиите и ете ви ги ланчано по некоја прогресија повторно заразата тука. Значи ќе напомнам, ако не се најде вакцина од догледно време или некој лек, нема ништо од ова. Ова само може да се завараваме. Повторно ќе ве поздравам и ќе ви посакам убав ден од мојата северна соба на домот. Ви благодарам за јавувањето. Имајте убав ден и вие. Поздрав и до вас. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, ве слушаме. Ги слушам овие сите секој ден што се јавуваат. Значи, и сакам некој да се јават помлади. Помладите секојаш дават некои добри идеи. Значи, истите па истите секој ден. Истото па истото. Гужви, тоа. Значи, направите некогаш како добивате, јас не знам. Јас ви знам, некој вика, некој ще слушаме, ти се јаваш, кажи ми како добиваш. Јас некој вие не можам да добијам, а некој ще те успева. Значи, истото е, месец, 40 дена, истото го зборат, истите луѓе. Од северна соба, лева соба, на балкон, под балкон. Значи, нека кажат. Треба се почитуваат владините мерки, владата е таа што дава закони, прописи, како да се насуваме. Не може секој да кажува кој како ќе му текни. И има некои млади, образовани. Значи, тие треба да кажат. Добро. Кој е вашето размислување сега? Во однос? На темата? Па, во однос на темата, значи, владата што си ги донесува, таа е надлежна, значи, преку Светската здравствена организација. И толку точка тука. Немаш да држат предавање да се јавил некој од вам, од таму, па како пресконференција да држат, на друг му одговара, овој рекол вака, овој рекол така. Добро. Мислам, да се гледа се ова секој ден истото по истото. Добро. Доколку тоа беше се и немате што да кажете повеќе на темата, ви благодарам за јавувањето, имајте убав ден. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Добар ден, Мартина. Повелете, ве слушам. Ја мислам дека владата од стартот, од почетокот направи многу добри мерки, презема многу сеопфатни мерки во државата, за тоа што одма од Девар го стави во карантин, тамо каде што ги превзема сите граѓани кои што контактирале, кои што се враќа во државата од другите држави, од Италија, од Германија и така натака. И тие беа стално под надзор, стално беа во изолација и во карантин. Мислам дека мерките дадоа резултат. Обичен грип да е, па имате многу повеќе заразени неголи ова што е кај нас. Очигледно дека мерките дадоа резултат она што го направи владата. Очигледно е дека заштитата во стартот немавме толку маски, такви скафандери за здравствените лица, но сега се е тоа подмирено и сите ги гледам дека се добро опремени, добро функционираат во тој дел. Мислам дека меркиве што се сега дадени се сосема доволни и сосема добар резултат дадоа и многу подобар него од она што гледам на другите места. Во Америка вие немате забрана, иако имат многу голем број. Таа имате само препорака. Граѓаните самите не работат продавниците, не работат другите институции. И граѓаните самите си се слободно се движат во однос на го почитуваат законот и прописите. Мислам дека ако се оди во поригидни мерки, во тоа што 61 час ќе се бидеме во карантин поголемите градови како цела Македонија и Скопје и така натака, после тоа ќе дадат негативен резултат. Како бумеранг ќе се врати. Еве денес ќе гледате како самото тоа психолошки влијае, да сите излега одма, сите ги напунија, се гужви се ствараат пред продавници, пред банки, на сите институции. Граѓаните после тоа истото ќе го напрати во понеделник. Верувајте. Значи истото тоа ќе се најави како бумеранг. Добро. Ви благодарам за јавувањето. Имајте убав ден. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Добар ден. За вас најубав ден и за сите тие што прават емисии и сите тие што можат да ги истрпат овие
zato što podelenite na tabori lev, desen ili na jedni i na drugi, jedni najstrašljivi, drugi se poluoptimisti, trepite optimisti, golema je razlikata i koga nekoj bara da se javi nekoj, a ne mu se javila, što se zanesila дека некој ќе му се јави. Ако ги гледа анкетите што се прават на вашите телевизии и на сите други телевизии, сите бегаат, ниеден неќе да даде изјава. И што се занесува тамо некој да кажува кој ќе зборува и како ќе зборува. Голема е разликата од земја до земја и вашите средствата за информирање и сите оние како секој го решава. Да се каже одеднаш да се земе такво право и да се каже дека резултатите се фантастични за сето ова што се преземе, тоа е многу рано и не знаат ни тие што го преземаат. Сите преземаат на некој начин. Укава е разликата меѓу лекарите, епидемиолози, виролози и не знам кој. Многу различни се нивните мислења и да не речам, не збунуваат дури вака да можеме да размислуваме зашто се работи. Од непознаницата, но може да се каже, да речем, ако не е голема лага и е голема вистина, да ухрани за она, за нивната принципијалност, за нивното она што го прославуваат, ако е така, а може би е така и че има и она цело време, пикот. Никој не вика максимумот ќе постигне, ќе дојде и да спаѓа надолу, да речеме последната степеница и така. Не знам, се чудам и како луѓето. А навистина се уваат сите вака истите и она сето, но тоа е нивно, тоа е, не можеме ние да спречиме. Биете здрави и живи, јас се надевам на подобро. Се најво. Исто и вие бидете здрави и живи. Се слушаме во некоја следна прилика. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Поздрав имате. Господја Марина. Мартина, повелете. Мартина, извини. Нема проблем. Ние инвалидиве, тој младиот со 40 години ќе дојде мене да ми заврши работа. А јас 70 години сама и тој ќе ми кажува мене, он ќе заврши работа. Не иде да ти отвори вратата да види дали си умрен, комши, а не друг. Овој вирус, тој што ќе го пати од Бога е, не од никого. Јас сум инвалид, 70 години. Кој мене врата ми отвори? Ни институција, ни никој бре. Па више револтирана сум, Маринче. Веруј ми, Мартинче, извини. Нема проблем. Више револтирана сум. Кој е тој што ќе дојде да ми отвори врата? Каде се тие што обеќаат? Не си ти дужна. Ти поише имаш проблеми него ја. Ја моите проблеми се од Бога. А ти од народ, од некултурен. Кога имало култура во Македонија кај нас? Никога, злато. Па нарочито на запад, ја кај што сум сега. Па нека слушаат кој сака. Јас сум стварно променена вера. Јас сум прва македонка, али сум земала муж албанец. Нека му е покојна земја таму. Таму нека плаќа. А некој што ми се кажува овде што пред вас и пред некој. Абе, ние имаме влада, си имаме кој да ни наредува. А не овие групаци. Толка во школа, толка факултет имаат. Има кој да ни каже. Нас ни кажува, тој што е надлежен да ни каже, ние него го поштуваме, го слушаме. А тој мене ќе ми каже, јас ќе... Ај нека дојде, нека ме услужеле лек да отиде да ми купи. До сега никој ви нема помогнато, а кој ви помага на вас? Револтирам за толку. На вас кој ви помага? Ја не знам што сакаат народов наш. Не знам. Добро. Ви благодарам за јавувањето, имајте убав ден. Одиме со следниот гледач, што ми одговоривте дали некој ви помага и кој доколку ви помага. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. И во овај момент ги посакавам на сите заболени од овај вирус и од сите други болести кои се не значи да што побрзо крепување и овој вирус што побрзо Господа го сопре. Добри се мерките од владата, меѓутоа владата треба да не заборави дека пред вирусот владата остави и не само овој претходната многу невработени луѓе, многу луѓе со социјални случаи, многу луѓе со минимални пензии, со минимални примања, кои ако не појдат денеска плюс да заработат плюс та 9.000 или 10.000 минимална плата или минимална пензија, кај што тројца семејството ти не може да преживат. Како се затворат тие луѓе?
Тие луѓе не одат по кафани, тие луѓе не одат по кафичи. Владата е добро, ама ова важи за оние што имат вистина пензии, убави плати, да се обезбедна мирници, не само за ден, два, за 2 недели, како се рекоа. Они други се шепара дома, ќе изумрат. Тука владата треба да води грижи, да ги грижи сите. Кога поминалите од куќа по куќа па да прашат колку имате вие плата, примања, дали имате денеска да преживеете, дали ви треба помош, дали треба нешто да излезете да заработите некоја дневница, или да поете во шума билки да соберете. Тоа владата дека, тоа владата дали се прашава. Добри се мерките, меѓу добро ќе бидат сите, ама сите да појде да им добезбе на мирници за цел недела, 2-3, колку ќе таа забрана за движење. Тука владата поттека на нас. Тука владата воопште за на тие такви категории на луѓе во република воопште не взе никакви мерки, нити и превземат. Да се заборат, тие треба да изумрат без вирус. Без вирус дома се ечи треба да изумрат. Па нека повелат мојата пензија минимална, ако не излеземе денеска да заработам 200, 30 или 500 денари, јас не можам да останам. Па нека повелат, ќе ме најдат или негде на нива или во шума. Па нека ме казат, па што ќе ми земат? Кој 2000 дај? Ја треба да умра, да не излезам. Па нека дојдат ќе ме безбедат, нека ми додат тамо и во семејство нека запознат само кај мене, ова за други. Добро, и благодарам за јавувањето. Затоа велам пратите си го времето за да не бидете скратени на мисла. Добар ден. Ало. Повелете, во програма сте. Ало. Дали се слушаме? Повелете, во програма сте. Добар ден. Добар ден, повелете. Не можам веднаш да ме... Ја ли су се? Вие сте, да, во програма сте, ве слушаме. Јас владата ниту ќе ја фалам, ама нема ни да ја жалам. Да не влегувам во политика, нека кажуваат оние што се за политиката и овие пензионери повеќе што се разбират од мене. Меѓутоа на темата дали се овие мерки лоши или добри. Ја мислам дека овие мерки на многу луѓе малку ќе им донесат памет у главата. Поедено од речија финансова мафија, поедено од се ми застана од градежна мафија, од ова политичка мафија. Па речи ги од градежна финансиска и која не мафија. Овие денови се движам в Скопје Козле и посебно ме иритира овие моторџији из Скопје како хеликоптери летат. И за нив ова е добар час. Значи мене последно време тоа многу ме иритира. Значи не може државата да се справи со 5-6 моторџи низ Скопје кои што многу иритираат, многу прават бука и многу луѓето ги возбудуваат. Ја да сум ќе го решам брзо. Го зимам и него и моторот, па ако го фатам ванно од овие термините, ќе го види другата година моторот. Што да ви кажам, јас на време се снабдив, на време одеднаш кога отидов у банка си ја земав пензијата и така да ја не правам редови, не правам никаде гужви, со никога не правам кавга, и сега да им посакам, да ја поздрави не праќам, меѓутоа сега да посакам сите што се болни да се оздрават, а оние што се здрави да се причуваат. И една информација од Германија олабавила, почнале да работат луѓето. И во Виена и во Австрија денеска од прва рака ви го кажам, имам еден човек гостин ми го кажа дека ги попуштаат стегите. Да, исто така и во Словенија од следната недела од вторник ќе почнат да ги попуштаат мерките. Исто најави ми се чини Италија. Така што во 2 фази ќе биде во Италија, веднаш по Великден со цел да се избегнат масовните верски собори, а тоа ќе биде во 2 фази направено. Така што полека ќе почнат една по една зими да ги намалуваат, односно да ги попуштаат мерките кои што ги имаат. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден, повелете, ве слушаме. Да. Во програма сте, повелете. Намалете го тонот на телевизорот, ве молам, за да се слушнеме подобро. Добро. Одиме со следен гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Мерките за полицисти. Ве слушаме, повелете. Мерките за полицискиот час се дојдени во право време. Добро. Во право време. Само пензионериве
уште 1 сат требаше да му дајте малце му се 2 сата да прошета по банкиве, по поштиве, по паркове. Малце му се 2 сата. Зависи кај живе. Добро. А за другиве нема, владата кажува министерството, кажува председателот, строго нема мрдање од дома. Мрдање од дома да нема, оти ова е нешто страшна работа. Слушаме во Америка, во Франција, во Италија, во Шпанија што се случува. Строго да се почитува мерките. А и овие стариве караконџоли што и пуштате Добро, секој да, ден... ви благодарам. Немојте ве молам без навреди. Ви благодарам за јавувањето. Значи, такви зборови не дозволуваме. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Вие сте на една од најреалните телевизии во Македонија. Драго ми е, повелете. Така. Мерки треба да се проложат и треба да биде. Ние сме неваспитан народ и тоа е немогуче со овој народ да се расправаш. Значи, свака му част на овој дечко пред 5-6 души што се јави, што кажа дека истите луѓе секој ден, истата музика ја свират. Да речем народ на народ, речем забава на забава, танц, што сакате тоа ќе правите. Има еден сезнај кој што се јавува кај вас, ве дави, само он чекај да ви кажам. Да, добро, да ги оставиме сега гледачите. Не, ама така да ви кажам. Значи, најнормално е ова вака да биде. Кафанџиите ви се бунат, вие се имате. Што се бунат? Они имаат пари, 80% од нив имаат джипови. Добро. И нека ви се Дали ви одговараат моменталните мерки и дали сметате дека треба да има по-лесни мерки или пак треба уште построги? Уште поеки. За нас, за вие наши државјани треба така да биде. Значи построго. Да ви кажам. Нека ви се јави една што си убава, што си слојога, ја ти кажам тоа. Да се здрави и живи и се наубаво. Добро, ви благодарам за јавувањето, исто и вие, ви посакувам се најдобро, само ставете ги останатите гледачи, секој има право да се јави да си го каже своето размислување. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден, Мартина. Повелете. Добар ден, нека е на цела Македонија, на цел свет и се најубаво и да слушаме само убави вести, а не неубавите да ги пуштиме веќе да заминат во историја. Мартина, јас сум пензионер и имам само 2 сата, ама се согласувам да отидов, платив и мислам ги платив сметките, си купив хлеб, има време за се. И точно е што не критикуваат нас пензионерите, треба да сватиме. Ме радува што младите ви давате на таква добра лекција, стварно се го свитував на младиот дечко и во текст и сега тој пред неколку тоа. И ме радува што младите ни дават лекции на нас постарите. Наместо ние да им давиме примери, тие ни дават на нас. Јас се слажам со мерките, треба да бидат поостри, затоа што е тоа, Мартина, за вас, помладите, ние старите, што са, ама за твоите деца, тоа е нешто зошто, нешто да се случи, нешто неубаво за мојот внук, па треба за него да размислувам. Да. Затоа посакувам на сите, на лекарите све најдобро. Филипче нека издржи, да им даде Господ здравје и нека тоа е нивната работа е тешка, ама мора така да биде. Само нека им даде Бог здравје и трпление, а вашата телевизија е стварно, јас реков и вчера, најнародска, најреална е. Нема што никој да не е напаѓа, затоа што е стварно најреална телевизија. Поздрав, Мартина, да ти е жив. Благодарам за јавувањето, поздрав и до вас, секој е добро. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден и повелете. Ало, добар ден. Повелете, во програма сте. Дали сум во емисија, да. Да, во програма сте, ве слушаме. Јас сакам да кажам дека имам проблем, имам 90 годишна мајка и сега ако биде, например, подолго време полициски час, ја имам проблем како да ја обслужуваме, да одиме со мажот ми. И умеѓу време рекоа дека ќе може да аплицираме. Аплициравме се електронски.
за да имаме одредено време кога да ја посетуваме секој ден. Така. И се уште немаме, еве 2 дена сме аплицирали, немаме повратно да ни известат да добиеме на мејл и како е таму сега, не знам, тоа ќерка ми прави работи. Значи, немаме повратно да ни вратат од МИ или не знам од која агенција, да ни вратат на мејл дека ќе имаме дозвола да одиме да ја посетуваме барем 1 час или 2 часа или така. Тоа не е проблемот. Инаку што се однесува до мерките, ја мислам треба да бидат построги и јас предлагам да има карантина од град во град, да не се оди. Освен храна, дотур на стока, секој во својот град да си живее 2 недели така да има изолација, мислам дека ќе има ефект. Поголем ефект. Тоа предлагам. Благодарам, пријатно. Ви благодарам за јавувањето. Имајте убав ден. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Имам предлог за оваа ситуација сега за да биде олеснето на овие што не може да седат дома, пошто слушаме дека некои луѓе заработуваат доволно, некои не заработуваат доволно и така натака. Еве со денови седиме дома, гледаме телевизија, се уште не сум слушнал некој јавен повик за волонтери, да кажем. Дека некоја организација бара волонтери да се помогне на старите луѓе, тие што немаат доволно. Луѓето на кои што им е тешко навистина да заработуваат во овакви услови. Мислам дека држава и народов има ресурси за да се помогне на сите. Исто не сум слушнал некој јавен повик за донација. Ја лично би сакал да донирам 100 до 200 евра месечно доека трае ова. Меѓутоа на кого и каде? Значи, на ниједен медиум не сум слушнал дека се промовира некоја организација за, да кажеме, донации за такви работи. И би било многу добро да вие како медиуми се вклучите во таква една акција, пошто имаме многу граѓани на кои што не може да седат. Да. Значи има организација Свети Спас се вика, не знам на Facebook страната дали користите Facebook или некој од вашите блиски дали користи. Користам секако. Да, значи Свети Спас организација, свештено лице е задолжена за истото, кое што им помага на многу загрозени семејства. Така што можете да ги сконтактирате оттаму и они ќе ви ги кажат понатамушните насоки како можете да донирате. Мислам дека пари не примаат, туку само во материјални нешто. Така што може да ги сконтактирате нив, ете една насока која што можам јас да ви ја кажам, за да можете да им помогнете. А за, да кажеме, за волонтери, пошто и да ви кажем, и мене ми е доседно по цел ден да седам дома. 2 сата може би одел некаде да помогнам. Да направам нешто така. Значи нема такво нешто, нема таква иницијатива. Не сум слушнал барем дека има такво нешто. Сведоци сме дека имаме многу луѓе кои што го кршат овој период, нели, полицискиот час, па нека се усмерат натака луѓето, тие што имат вишок енергија, нека им помогнат. Верувам дека има и доста луѓе кои што би сакале тоа да го направат. Да, добро. И уште нешто, знам дека должам меѓутоа. Луѓето кои што немаат доволно приходи. Знаеме дека има многу луѓе кои што не заработуваат и за нормални услови да живеат. Дајте да им се помогне, вреќа брашно, граб, нека седат дома, нека си прават, нека спремаат така во домашни услови да не им паѓа толку тешко. А тие што викаат дека имале джипови, дека... Јас ви се извинувам, меѓутоа времето ви заврши. Да им остапиме простори на останатите, да не се љутат останатите гледачи, што се однесува, значи, до организацијата ве посочив таму. Помагаат на социјално загрозени семејства, така што сконтактирајте ги. Ја верувам дека има уште неколку кај нас кои што може да ги сконтактирате и да видите какви насоки ќе ви дадат понатаму. Ѓоргија се извинувам, на Facebook вели мерките кои се донесени се добри, но малку се закаснети, за некои граѓани се многу тешки, а што е со земјоделците, сточарството, нивниот опстанок е во прашање. Ви пишувам од Австрија, овде е се полабаво, но населението се придржува на донесените мерки, па премиерот Курц изјави дека од 15 април ќе почнат да се отвараат и продавниците. Поздрав до целиот македонски народ, издржете. Што се однесува до земјоделците, значи, за земјоделските активности дозволено е движење во рамки на територијата за потребите, исклучиво за работните потреби. Значи, дозволено е движење за земјоделските работи, ама само исклучиво за работни обврски.
Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден, Мартино. Повелете. Јас малце друго ќе кажам сега. Јас не се сложувам со оваа мерка. Добро. Вака добро беше од 9 и викендот од 16 часот. Меѓутоа, пак ќе го поздравувам. Меѓутоа, овие бидејќи има луѓе, доста луѓе што ние го почитувавме. Јас за мене зборувам, сум го почитувал. Тоа сум завршил. Сега, меѓутоа, овие ригорозни мерки нека бидат за оние што не го почитуваат. И здрави што се вака просто мангупи да кажеме, ја ќе излезам на полициски час, да има и за нив ригорозни мерки. Не 2000 евра, 5000 евра. И тоа не само една вечер у станица, него одма не им дада 8 или 10 дена притвор, па да видиме после како ќе ги онаде другите граѓани што стварно го почитуваат или го почитувале законот. Тоа сакав да кажам, бидејќи сега има, јас сум социјален случај. Меѓутоа пак му заварам на зајав, што од 2800 порано сум земал, сега зимам 9000 за 4 дицја. Пак сум во некој, меѓутоа пак не ми стигнуваат, морам некој ден у битва да идам, да товарам, да растоварам, да земам 100-200 денари, неколку толку за мои трошкови, да кажам за тутун, за што пушам цигари, да си купам, тоа за мои трошкови. Затоа сега да кажам дека стварно пострес ќе биде сега овие денови, сноќето за викендот, меѓутоа тоа е. Фала што ме сослушавте, пријатно. Ви благодарам за јавувањето, убав ден. Добар ден. Дали се слушаме? Од денеска по ригорозен полициски час е зголеми периодот на забрането движење. Што сметате, дали овие мерки можеби ќе допринесат за намалување на ширењето на заразата? Всушност тоа е и целта зошто се воведуваат вакви мерки и од друга страна доколку не ви одговараат зошто е тоа така. Добар ден. Ало? Повелете, во програма сте. Добар ден, Диме на телефон. Малку да ве расположам и вас и себе си. Во рана, ме слушате, не? Да, одлично ве слушам, одлично. Така. Сега малку да се пофалам во името на моите покојни родители. Во рана младост бевме во Опатија, тоа е околина на река, бевме на одмор. И сега, значи, што е психологија на човек? Ајде. Предпоставувам дека беа германци, си порача шише вино, им заврши ручекот, сето тоа на ниво и дамата зема нешто, дали тоа време немаше овие фломастери, нешто ала лак. И шишето докаде беше испиено виното, си го нумерираа така да го одбележа и коноворат. После си го носи сутре. И сега за мене ќе ви кажам. Идам за Белград, ја 3 дена пред тоа се преокупирам колку седничи да спремам. Не разбирате, па 3 дена ми се малку, па грицки, па чоколади, сега патувам, останал еден сендвич пред Белград, абе не морам да го изедам и него. И литар сок. Ние сега сме во вакво време, како не разбирам? Абе дозирај, земи оноку што ти треба. Па што ќе правиме у понеделник? Ќе се деформираме од дебелштина. Така ли? Значи, се е до нас, до човекот, треба да разбере. И слушам разноразни смејури и тие работи. Многу ми е мака што за угостителите преди малку не кажав 3 збора, имаат голем грев. Што не кажа денеска тој на прес дека драстично е намалена закупнината на локалите кои што се земени по државна основа и фирмарините. Што тоа не го каже. Ја не знам како се нацрта, па и они не им од 5 внатре што ве служат во кафич, само едно вработено. И тоа по 500 денари. Нека, ама се е тоа до човекот и до чувство. Ве насмеав? Да. Познато ми е тоа со германците. Ви благодарам за вашето јавување, позната ми е таа ситуација, така што да, треба да го следиме тој пример, да земеме оноку колку што ни е доволни, да бидеме во овие денови малку попрактични, на крај крајева нема да ни недостасува храна во ниеден случај, сите имаме дома некоја залиха мала која што ќе ни се најде токму во ваквите денови, да купуваме оноку колку што ни е впрочем и потребно, затоа што не треба да мислиме само на себе си, треба да мислиме и на останатите и на оние, еве ние помладите, например,
не купуваме и не правиме толкави залехи, туку купуваме онолку колку што сметаме дека ќе ни треба за таа недела или за тие неколку дена. Затоа што навистина и со седењето и самото седење на храна доколку се складира по фрижидерите и тоа си има, или пак по полиците, и тоа си има некој рок на траење, така што треба да бидеме навистина попрактични, особено во вакви моменти, за да има за сите. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Добар ден ви посакувам. Вас Исто и на вас. И вие имате убав ден. Што се однесува до мерките, во главном јас сум за мерките. Меѓутоа, сега малку ме чуди сите некако што се јавуваат, мислам повеќето, не сите, бараат некои мерки според нивниот терк или според нивните желби. Да не набројувам и да не опфаќам ова или оне, меѓутоа се сложувам со тој слушател што беше некаде трет одназад да броиме, кој многу хуман беше и се понуди и со парична помош, и со волонтерство, и сите тие работи. Меѓутоа, мене ми е многу жал што од сите овие што се јавуваат, никој не спомна дека, а во главном се пензионери, никој не спомна дека ќе донира од нивната пензија. А станува збор за луѓе што на вистина земаат доста високи пензии. Не знам тамо банкар, не знам кој да не наброи. Сите тие земаат големи пензии. А како еднаш не спомнаа дека макар 50 денари ќе донираат на некој што е сиромашен. И на вистина е тоа жално. Многу малку свеста, кога станува збор за кратење на туѓи плати, на туѓи примања, тогаш сте многу гласни. Меѓутоа, кога станува збор за нив, тогаш се, како да речам, мислам, не сакам да употребам некој збор. На вистина себичноста е многу голема. Благодарам и убав ден. Ви благодарам за јавувањето, исто и вие имајте убав ден. Дали имаме друг гледач? Добар ден, Марте. Добар ден, повелете. Блажи од Прилеп. Драго ми е, повелете, господине. Марте, имам еден предлог. Ај биди ни матична и одреди ни термин. Кој кога да се јавуваме. Оти вака некој се јавува секој ден. Некој поред. Јас не знам на вистина, немам тука копче или пак не знам никој апарат кој што би ми покажувал кој се јавува, така што и да сакам да го направам, тоа не можам. Еден распоред направи и термин. Мој термин да си знам кога ми е. Да се пријавувате предходно. Се еден виц, Марте, во врска со темава. Хајде. Донесле закон полицијата после забраната да може да пука, да убива. И двајца полицајци си стоа среде град, врви еден и колега му или на другиот полицај. Абе, колега рече, до колку беше забранава? До 9. А било 9 без 10. И тој пишал, так го убива човек. Абе, што направи? Абе, нема 9. А, рече, знам кај седи, нема да втаса секак. Шо по-големи санкции, шо тој ќе затворено. Не тој господино што се јавуваше од Северната соба. Во Кина вакцинирани беа вамо што запре градо 11 милиони народ. Со вакцина е. Амар советници имаме илјадници. Најпаметни си за... Само сонцето е постаро од нас. Да. Со вакцина, дури излезела вакцина, нема запирање. Така. Марте, поздрав. Поздрав и до вас, имајте убав ден. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден, повелете. Ало. Во програма сте, ве слушам, повелете. Добар ден. Повелете. Јас мисла од тие рестрикции што и предлага Ве слушаме, господине. Зборувајте со мене преку вашиот телефон. Намалете го тонот на вашиот телевизор, бидејќи доцна сигналот. Јас мисла баш тие рестрикции што и предлага владата баш не са многу убави. Слушате ли ме? Ве слушам, да. Ако ние и 1 сат излегнеме, а не се одржува расстојанието од 2 метра, џабе ни е
се ни е џабе. Ако луѓето се зближува еден до еден, се ни е џабе, може да ме сване. И по цял ден да седим дома, еден саат да излегнем и ако се сближиме, без фајда. Това мога да кажа. И имам друг предлог. Бидејќи е државата по престрикција, имам предлог, секој кој взима над 14.500 динара, 1% да му се одбива од платата. Добро. Това мога да го предложи да ми го усвојат, това само на този начин може да државата да шпара нешто. Ве слушам, добро. Толку мога да кажа, ајде пријат. И благодарам за јавувањето, убав ден. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Ало? Повелете, ве слушаме. Добар ден. Ве слушаме, повелете, во програма сте. Јас во врска со мерките со издање седајата, можам да кажам дека нешто најидеално, нешто најпрекрасно, што сакам да кажам дека тоа се спас за цела Македонија. Али едноставно да ви кажам вас, Мартинче, пред 2-3 дена, мислам беше, дека беше вие, да слушал така да пред кога рековте, не знам од кој аспект, да го рековте за вратниците, дека да се движиме те вратнице. Точно. Али од моја аспект гледано, да се движиме. Зошто ни еден повратник од надвор, што мислам поедени во странство, речеме Германија, Франција, Шпанија, неважно каде ли Запад, од доктори, да сега ме кажам, што се поедени многу кажу дека лекари беа заминати. Ни еден лекар, а колку самата Македонија инвестира, речеме, за вас, како помлади, речеме, јас не постари, за младите, ни еден лекар, јас требам едно, народот ќе биде многу, ако ние, мислам, самите направиме поголема изолација, и да кајте ги заштитиме, односно сами се заштитиме, ние ќе имаме за помлада генерација, да му помогнеме, а пензионерите што след дека зашто излегува многу поичен надвор, се некои и бара поголеми да има мерки не биде добри, се некои од свој начин тргнува. А моје мислење дека е доста некои младите му се заминати сами се, не мислејќи дека другите има дека фамилии, дека еден човек што може да стори, дека може да се направи неки многу поголеми подрастични неразгоди, отколку да се направи ова што го правилата само да се почитува мерките. Овие мерки и пак не се некои ригорозни. Ова е за заштита на сите нас. Колку сме попринципиални, тоа ќе ви заштита нас многу по-конкретно, по-добро и најдобро. Али тоа е факт, дека не можеме да бидеме сите еднакви, али мора да се стремиме да си помогнеме сами себе си и да не гледаме некои негативци, ако направиме тоа нешто и да критикуваме, да и тоа. Добро. Ви благодарам за вашето јавување. Сашо вели на Фейсбук, од денес поригорозен политички час с големи периодот на забрането движење. Ако е така, како е можно во Свети Николе, конференцијата може да работи до 20 часот и згоре на тоа ќе работи во сабота прва смена. Нели забрането е движење од 16 часот, а за време на викендот од петок од 16 до понеделник до 5 часот утринат. Таму има околу 800 вработени во 2 смени. Добар ден. Добро. Значи, тоа беше последниот гледач и последниот коментар од гледачите за денешното издание на емисијата Очи во очи. Ви благодарам за вниманието. Седете дома, бидете со телевизија 24 во 17 часот, следуваат најновите информации од Македонија и од светот. Имајте убава вечер, до гледање од мене.